Затишје пред бура. Денеска во Македонија поречиси 2 недели. За прв пат нема нови сомнителни случаи на заболени со корона. Но тоа не значи дека ситуацијата се подобрува. Мерките за одложување на јавните собери е продолжена до 13 март. Препораката не е проширена и таа се однесува на сите видови јавни собери, концерти, митинзи, протести и спортски надпревари. Но останува само на ниво на препорака, а не забрана. Неголема дилема остануваат спортските надпревари. Минатиот викенд и покрај препораката ракометниот надпревар меѓу Вардар и Момпелје се одигра пред публика, а пред преполна сала се одржа и манифестацијата Златна бубамара. Додека и во светски рамки се води дебата дали да се откажуваат надпревари и големи манифестации како Евровизија. Кај нас, сега дилемата е фудбалскиот надпревар меѓу Македонија и Косово, кој иако е закажан за крајот на месецот, треба да се игра пред публика. За министерот Венко Филипче, фудбалскиот меч е ризичен и треба да се одигра пред празни трибини. Јас лично сметам дека сите спортски надпревари, вклучително и овој кој што го посочивте, ние треба бидеме внимателни и да се играат без публика. Зашто? Заради тоа што очекуваме на такви надпревари, посебно меѓународни, да има гости од странство. Во меѓувреме граничниот премин ДВ Баер е на готов за коронавирус. Министерот за здравство најави пристигнување на 20 на туристи во Македонија од Сингапур и Јапонија, кои биле во Романија. На граница ќе бидат пречекани од епидемиолог, каде што ќе бидат анкетирани и прегледани. Известен е локалниот центар за јавно здравје, кој што ќе го пречека автобусот. Тие патници ќе бидат детално интервјуирани по потреба и прегледани. Тие доаѓаат од Романија, каде што има веќе регистриран случај, и тоа е причина за да бидеме нешто по внимателни. Изминатото деноноќе Македонија помина без ниту едно сомнително и тестирано лице за COVID-19. Единствената пациентка останува уште 24 часа неинфективна и е во добра здравствена состојба.